репараша на диференцијали, менјачи, редуктори и одделение за репараша на пнеуматски и хидравлични уреди. Со еден збор речено, така да Атом сервис е кадровски и технички опремен за извршување на сите поправки околу поправка на патнички и на теретни возила. Еве има овде еден мајстор, работи нешто на оваа голема Сканија, качење високо. Што правите вие на Сканијата конкретно? Припремаме за фарбање Сканијата сега. Удараме темелна боја, за да може поубаво бојата да фата. А дали ја китирате или... Припремена на више скоро за китирање. Китирана, нешто треба да само да се доврши. А каква е таа боја сега што ја нанесувате со четката? Ова е темелна боја. Зошто служи? Темелната боја служи за да бојата прво не се лупе. Автолако треба да се удари темелна боја за да биде по-квалитет. А тоа само на товарни возила или и на мали патнички се ставате? Се ставате. Само се нанесува со шприц. Во склоп на интерниот сервис постои и алатница. Што се има во оваа алатница и зошто служи? Во оваа алатница имаме алат специјален за ПАП возила 1620, Сканија стар тип 110, Сканија нов тип 112Х, 140 141. Иначе според тие други алати располагаме со сите видови бурги од Фи 0 до Фи 55, урезници од М3 до М45 цоловни, исто така нарезници, фрезери, патент ключеви, рачвасти ключеви, звездасти, рачки гидови, рачки патенти, килоключи, момент ключеви, килопонт ключеви, чекани варии. И така да автомеханичарите немаат никакви проблеми? Немаат поплака за алат, нормално е тоа. Сите се служат, секојдневно го земат, го враќаат, го алатат. Во тек е расправата по текстот на предлогот за донесување нов закон за работни односи. Во него, меѓу другото, е покрената иницијатива за воведување посебен третман на континуираната сменска работа како најризична за безбедноста и здравјето на работниците. Според овој предлог се инсистира за предпријатијата во кои одржувањето на процесот на производството непрекинато во текот на 24 часа и сабота и недела е неминовност, да се воведе законска обврска за скратување на работното време преку скратување на работниот ден. Ова барање се подкрепува со резултатите од скратено работно време како превентивна мерка за заштита од инвалидност на работниците кои работат во смени, а која недвосмислено се потврди дека со подобра организација и осмислување на работното време во погоните не само што се намалуваат ризиците за несреќи, хаварии и повреди на работното место, туку и се постигнува многу поголем оптимум во искористувањето на работната сила и основните средства за работа. Овој момент е клучен и од аспект на зголемувањето на опасноста од несреќи, зашто со постојани прекини во работењето на работникот му се одвлекува вниманието од процесот на работа, со што веројатноста да се сгреши е многу поголема. Работникот кој е континуирано сменски ангажиран, особено поради присуство на работа ноќе, едноставно е истварен од нормалниот колосек на живење. Да го земеме за пример Руен, каде што во континуираната сменска работа, освен следењето на процесот, има и операции на манипулации кои можат директно да го загрозат здравјето на работникот. Неретко се случуваше работникот намерно да ја забрза машината да isfrли повеќе парчиња до 2 часот наутро за да има време и да одспие. Некои од нив немаат среќа, па не можејќи да ја контролираат зголемената брзина, претрпуваат сериозни повреди на дланките и прстите. Со скратувањето на работниот ден од 8 на 6 часа, во овие случаи би се добило сосема ново темпо на работа и живот, со кое едноставно и ноќта за работниците би се претворила во ден. Затоа и инсистирањата се во делот на неминовното воведување на нова пета смена. Од тука и залагање да тоа да се реши со помош на државата, односно скратувањето на работното време во предпријатијата да биде проследено со соодветна даночна компензација. До толку повеќе што воведувањето нова смена значи и ново вработување или шанса за решавање на проблемот со прекубројните во предпријатијата.